Почитувани добро вечер. Вечерва гостин во емисијата Став е директорот на јавното претпријатие Чистота и зеленило, Даниел Стојчевски. Господине Стојчевски, добро вечер и благодарам нели што одвоивте време да гостувате во нашата студија. Добро вечер, благодарам најпред на поканата. Чест ми што сум гостин вечера во емисијава и сакам да упатам еден поздрав до гледачите пред малите екрани. Вечерва ќе поразговараме за се она што за сите активности кои што ги врши јавното претпријатие согласно утврдената програма за работа на претпријатието. Јавното претпријатие Чистота и зеленило месецов започна со една поголема акција за почисто Куманово, односно еколошки акции за расчистување на урбаните заедници во градот. Па еве кажете ни колку локации досега се расчистени, имате ли поддршка од граѓаните кои што живеат нели во местата каде што ги правите овие акции? Така, значи, ние заедно со менаџерскиот тим пред месец дена одлучивме да превземеме низа акции, односно да направиме една акција насловена за почисто Куманово, а по претходна реакција на граѓаните на општина Куманово за расчистување на одредени урбани заедници. Ова акција ја започнавме пред 2 недели, значи акцијата ќе се одвива секоја сабота. Екипите на јавното претпријатие излегуваат секоја сабота на одредена локација, урбана местна заедница и го расчистуваат тој терен, зависно од потребите и нашите проценки каде треба да влеземе. Ова акција планираме да трае некаде до почеток на летото, значи секоја сабота. Она што е интересно, ние значи досега имаме поминато 2 локации, едната е позади средното општинско училиште Перонаков или К4 паркинг, место викано Лулашки. Другата локација која што ја чистевме е Перо Чичо населба, значи дел околу училиштето, амбулантата и долж улицата Ѓорче Петров. Наредната акција, односно за утрешниот ден, ја планираме да биде во населба Тодемендол. Еве ќе искористам ова прилика сите заинтересирани граѓани утре да ни се придружат на акцијата, бидејќи сепак овие акции ние ги правиме најпрво за жителите, за чиста животна средина и околина да имаме. Она што е интересно е што на овие акции, особено на претходните 2 што ги спроведовме, многу мал интерес има од граѓанството. Кога одиме на тие места, кога расчистуваме сметот, ѓубрето, косење, сечење, кастрење на гранки, се што значи од доменот на работата на јавното претпријатие, најголем смет забележуваме дека го прават токму граѓаните или станарите кои што живеат во тие населени места. За жал немаме одговор од нивна страна за преземање на активно учество за расчистување на делот од средината во кој што тие самите живеат. Се надевам дека во нареден период граѓаните ќе бидат првенствено и подобро информирани за акциите и ќе заземат поактивно учество за да помогнат на екипите кои што се трудат да го држуваме Куманово чисто. Како што најавив, ова акција ќе трае до почетокот на лето и планираме да ги поминеме сите местни урбани заедници на територија на општина Куманово. Паралелно со оваа акција почнуваме уште една акција. Тоа е од оделот за чистота, за собирање на сметот, екипите кои што ги имаме. Исто така секоја сабота или согласно с можностите одреден ден во неделата да расчистуваме по една поголема или помала дива депонија или неколку помали диви депонии. Меѓутоа со оваа акција се соочуваме со малку посериозен проблем од аспект на тоа што е потребна механизација за расчистување на тие депонии. Тие депонии се состојат најчесто од градежни материјали, шут, тврд отпад кој не е возможно со обична рачна работа да се изчисти, не е потребна механизација, багери, булдожери, камиони и така натаму. Но меѓутоа кај оваа акција која што ја спроведувавме, имаме активно учество од бизнис секторот, односно од стопанствениците. Јас сум им многу благодарен и јавното претпријатие упатува една голема благодарност до нив што земаат активно учество и помагаат при расчистување на овие диви депонии. И во изминатиот месец расчистивме 2 поголеми депонии. Едната депонија се наоѓа кај место викано Пармакови њиви или Каршик Кумановски средорек, каде што имаше навистина создадена на огромна депонија. Другата депонија беше во село Проевце, каде што влеговме внатре во селото и чистивме таа дива депонија со механизација која што беше дадена од страна на стопанствениците. Нашите вработени чистеа околу дивата депонија, она што ветерот го разнел. И сега за сега тие 2 места се чисти, се надеваме дека ќе останат чисти, граѓаните ќе си потрудат да тие локации едноставно ги одржат како што треба. Навистина за да спречиме создавање на овие диви депонии, првенствено е потребно поголема асистенција од инспекцијските служби.
Јас во непосреден разговор со граѓаните ми укажуваат дека доаѓаат и луѓе од други населени места, па фрлат на тие диви депонии и им кажав едноставно дека доколку забележат некоја таква појава, може да се обратат до надлежните инспекциски служби. Доколку сакат, може да се обратат и до самото јавно предпријатие, доколку имаат видеоматеријали, видеозаписи, слики и слично, или забележат регистарски таблички на возила кои го сфрлаат сметот и ја создават таа дива депонија, можат слободно да пријават до јавното предпријатие, може да останат анонимни, за да може да презееме мерки да ги спречиме тие луѓе што ги создаваат овие диви депонии. Ова акција исто и вторава за расчистување на дивите депонии, паралелно со акцијата за почисто Куманово, ќе ја спроведуваме исто така до почетокот на летото. Се надеваме дека јавното предпријатие во нареден период ќе собере сила и средства да се обезбеди своја механизација за да може полесно и поредовно да ги расчистуваме тие диви депонии, да го одржуваме општината чиста и животната средина. Колку ориентационо диви депонии има евидентирано јавното предпријатие Чистото и зеленило и еве дел од локациите да ни посочите? Така, значи ние како јавно предпријатие имаме детектирано некаде околу 7-8 поголеми депонии и има некаде околу 30 помали депонии кои што може полесно да се исчистат. Значи една од најголемите депонии е депонијата која што постојано се чисти пред влезот на населба Перочичо, втората депонија на стариот Свети Николски пат, третата депонија во Пројаце која што ја чистевме, во Прмакови ниви исто имаме депонија, во населба Бедиња имаме исто така една поголема депонија. Другите помали депонии за жал се наоѓаат дури во централно градско подрачје. Имавме исто така мини депонија позади средното училиште гимназија. Значи позади гимназија исто така спроведовме акција за расчистување на таа мини депонија. Значи се обидуваме во нареден период да ги исчистиме сите. Меѓутоа, ние колку да ги чистиме, сепак потребно е да проработи свеста кај граѓаните, да не ги создаваме повторно. Тоа е најбитниот момент. Еколошката свест кај дел од граѓаните на вистина е на ниско ниво, но сметате ли дека санкционирањето можеби ќе допринесе да се зголеми нивото на еколошка свест кај граѓаните? Так. Значи, ние при чистење на самите депонии, обично со екипите, раководителите на секторите, оние што ја организираат ова работа, постојано одиме на терен, се појавуваме таму и разговараме со местното население и му кажуваме на тоа дека не треба така да постапуваат. Дури во есента минатата година имавме акција со градоначалникот, каде што заедно влеговме во место викано Средорек, каде што има најголема депонија, најголем дел од депониите се наоѓаат покрај самото речно корито, кој што ги расчистувавме минатата година, со апел до граѓаните, со флаери им укажувавме за почиста животна средина, како треба да се однесуваат. Меѓутоа сметам дека тоа уште не наидува на реакција кај граѓаните. И мислам дека е неопходно да се започне со санкционирање за да проработи свеста. Откако се создадоа услови, јавното предпријатие Чистото и зеленило продолжи со редовно ноќно миење на улиците. Еве кажете ни што значи тоа во пракса и дали понатаму се уште се применува методата на аеросолизација како една од мерките за намалување на аерозагадувањето во Куманово. Така, значи со донесувањето на акцијскиот план за намалување на аерозагадувањето на територија на општина Куманово, на јавното предпријатие Чистото и зеленило и беа доделени одредени надлежности или мерки кои што треба да ги превземе за намалување на загаденоста на воздухот. Една од тие мерките исто така и процесот на миење и на перење на улиците и аеросолизација методата која што ја спроведувавме. Значи самата метода аеросолизација која што значи на некој начин предизвикување на вештачки дожд, освежување на воздухот, прибирање на PM честичките кои што се наоѓаат во воздухот, се спуштаат на земјата, се неутрализираат од воздухот, подоцна со машинско перење се отстрануваат. Дава добри резултати, меѓутоа тоа е само, како да кажам, времено. Одредено време, одреден период од денот, меѓутоа не дава трајно решение. Значи, за намалување на аерозагадувањето се потребни некои превземање на некои поголеми мерки кои што ќе дават резултат на подолг рок. Меѓутоа тоа е што е, значи ние ја почитуваме тие мерки кои што ни се зададени, согласно можностите и временските улици, согласно временските можности, временските услови, ние улиците ги переме. Во овој период од годината имаме проблеми со перење, бидејќи не може во доцните вечерни часови да се врши перење, бидејќи температурите често паѓаат по нула, доаѓаат до замрзнување на сообраќајот и потешко одвивање на сообраќајот.
во текот на месец јануари и февруари, кога имавме позитивни временски температури, се обидовме да во попладневните часови по намалување на сообраќајниот метеж од 17 часот да вршиме перење до 20 часот или 21 часот, додека не паднат минусните температури. И се надевам дека очекуваме зголемување на температурите и да се врати процесот секој вечер перење на улиците од 22 часот, кога нема да пречи на сообраќајот, кога и самата акција ќе се одвива многу подобро и нема да има проблеми за вработените кои што извршуваат оваа акција. Како помина зимското одржување на јавно прометните површини? Дали ги гледавме екипите, беа нон-стоп на терен, работеа во повеќе смени, но дали тие наидуваа на проблеми од страна, например, непрописно паркирани возила, па и да сакаат, не можат нели да ги завршат своите обврски? Така да. Зимското одржување ова година е поделено во два дела: улично одржување и одржување на јавно прометни сообраќајни површини. Едниот дел е даден на тендер во општината Годалас, има приватна фирма која се грижи за одржување на улиците. Вториот дел е доделен на јавното предпријатие согласно програма донесена од страна на Советот на општина Куманово, и така јавното предпријатие се грижеше за јавнопрометните површини, плоштадите, тротоарите. Она што го забележав, имавме во два наврати пообилни врнежи од дожд, од снег. Проблемот беше што ние го чистиме снегот, меѓутоа континуирано паѓаше. Значи, нашите екипи поминуваа, го чистеа и снегот повторно навијуваше. Се трудевме да, согласно нашите можности, а сме ограничени со опрема за чистење на снегот. Исто така ќе се обидеме оваа година да собереме средства да можете некои минимални услови да обезбедиме да направиме за чистење на тротоарите. Како проблем нормално се јавуваше паркираните возила на тротоарите. Не може екипите постојано да поминуваат, има пречки на одредени места, меѓутоа сепак мислам дека на задоволително ниво ги одржувавме тротоарите оваа година. И сум задоволен од работата на јавното предпријатие. Во тие денови беа пуштени сите екипи кои што ги имаме на располагање, буквално се работеше само расчистување на снегот. Она што беше новина пред неколку месеци беше поставувањето на контейнери за селектирање на отпад. Кажете ни, имате ли првични информации и направени анализи што најмногу селектираат кумановци и колково количество нели на селектиран отпад собравте? Така. Значи, тоа е процес кој што ние го започнавме во есента минатата година. Поставивме пробно на неколку локации садови за смет во кои што граѓаните ќе имаат можност да селектираат отпад. Паралелно со тоа, веќе работиме на самата депонија да создадеме можности и услови тој смет по однесување на депонијата да може да се врши секундарна селекција, зашто и во нареден период ќе распишеме постапка. Тоа е машина, лента за селектирање набавка и балирачка каде што ќе се балира тој смет, за да може подоцна јавното предпријатие да може да си го даде на аукција, да си го продаде, да се обезбедува дополнителни средства. Она што се јавува како проблем во процесот на собирање и селекција на сметот е тоа што се соочуваме со диви собирачи. На моје позитивно изненадување морам да кажам дека имаме развиено свест кај граѓаните за селекција на отпадот. Што значи пластика, хартија и стакло. Меѓутоа, дел од садовите за смет во кои што се сместени пластика и хартија се подложни на оштетување од страна на самите диви собирачи кои што ги гледаме, постојано се на терен, го собираат сметот непрописно, за жал. Имаме сериозни проблеми и дури имаме многу мали количини на соберено пластика и хартија од страна на службите на јавното предпријатие Чистота и зеленило, бидејќи има пласма на пазарот и лесно се продава. Што не е така кај стаклото, и веќе имаме соберено на количини на стакло некаде околу 10 тона на самата депонија, додека кај пластика и хартија тие количини не се повеќе од 1 тон. Значи се очуваме со сериозни проблеми. Јас во неколку наврати правевме тимови во рамките на јавното предпријатие, во вечерни часови излегувавме, разговаравме со тие луѓе, ние немаме никаква надлежност за казнување, спречување, завршење на овој процес на самите диви собирачи. Разговаравме да ги ангажираме во рамките на јавното предпријатие да дојдат да работат,
за да може и на нив на некој начин да им обезбедиме некои финансиски средства, да имат стимул за работа, да бидат осигурани, а од друга страна да може овој процес да се одвива непречено. За жал, ниту еден од тие луѓе со кои што разговаравме не дојде да разговара во јавното предпријатие и да се вклучи во овој процес преку јавното предпријатие. Факт е дека дел од овие садови за селекција на отпад се веднаш беа ичкртани, веднаш по поставувањето, дел од нив е оштетени и сепак доаѓаме на она дека еколошката свест кај граѓаните навистина е на ниско ниво. Така. Значи самите садови се налик навистина убави и изгледаат убаво кога ќе ги поставиме во градот, меѓутоа се подложни на оштетување. Ние веќе заедно со вработените во јавното предпријатие, бидејќи имаме еден оддел за машинно бравари, кои што работат такви работи, правиме обиди за собствено производство на овие садови, кои ќе бидат од тврд челик, кои ќе бидат потешко подлежни на кршења. Ќе се обидеме уште еден таков процес да направиме, една акција кај што ние сами ќе произведеме одредена количина на такви садови кои ќе бидат од подквалитетен материјал, ќе се обидеме да ги заклучиме дури за да не може да ги скршат, да ги обијат и да видиме што ќе направиме на таков начин. Се надевам дека за месец-два ќе создадеме неколку за да може да ги поставиме па да видиме како ќе функционират и тие. Господине Стојчевски, јавното предпријатие Чистота и зеленила започна и со акција за песачно уредување и оплеменување на површините во градот. Се садат садници, се садат дрвореди. Еве кажете ни на кои локации, каде ги поставивте дрворедите, како да работите? Така, значи согласно програмата зелените појаси на територија на општина Куманово редовно си го држува јавното предпријатие, она што значи жардинери, парковите два кои што ги имаме, кеот се редовно држува, таму имаме постојано вработено луѓе, се врши косење, се встават нови насади, меѓутоа имаме преземено и една мерка исто така за спречување на аерозагадувањето, е исто така и пошумување. Ние како јавно предпријатие во претходните 2 недели имаме извршено пошумување на 700 дрвца боров, бел бор, боров насад на локација Спомен Костурница. Имаме направено некаде околу пошумување на 300 дрвца во рамките на централното подрачје на територија на општина Куманово, улица 11 ноември, 11 октомври, булеварот Октомвриска револуција, Трета Македонска. Вршивме пошумување исто така пред новата година на дрвја на улица 100 во населба Карпош, исто така во населба Тодемен дол. Имаме насадено некаде околу 300 садници. Она што е интересно и што сакам да го споменам, пред почетокот или за одбележување на денот на пролета, 21 март, ние имаме обезбедено 10.000 садници, белбор, кои што ќе одредиме на локација. Планираме да ги повикаме заедно представниците на општина Куманово, Советот на општина Куманово, представниците на АРМ, касарната, која што се наоѓа во Куманово, и една поголема акција да направиме заедно со екипите на јавното предпријатие, да направиме едно пошумување на одредено место кое ќе го одредиме дополнително. Паралелно со тоа, нашиот расадник веќе се спрема и спремаме нови садници, се работи на околу 3000 садници кои што треба да бидат поставени на територија на општина Куманово, за да го што е можно повеќе озелениме Куманово. Така, сите овие садници и дрвца се од расадникот со кој што располага јавното предпријатие Чистота и зеленила. Овие што се насадени до сега се од расадникот. За овие за кои што зборам за оваа поголема акција од 10.000 садници се донација на јавното предпријатие. Јавното предпријатие Чистота и зеленила постојано го зазеленува градот, но реално дали постојат услови за редовно наводнување на овие садници, дрвореди? Неодамна мислам дека спомнавте дека ќе има и некои бушотини, докаде состојбата? Така, она што се соочуваме како најголем проблем јавното предпријатие е одржување отпосле на засадените и поставените засади, значи процесот на наводнување. Ние како јавно предпријатие имаме поставено 2 система за наводнување, едниот се наоѓа на градскиот кеј кој се наводнува преку систем, другиот се наоѓа на плоштадот. Имавме проблеми со системот за наводнување, но веќе е надминат и е решен, меѓутоа за другите зелени појаси ни се потребни дополнителни бушотини. Тоа е процес кој трае подолг период од аспект на потреба за
вадење на дополнителни лиценци и дозволи кои се вадат од Министерство за животна средина, од повеќе инспекцијски служби. Тој процес трае малку подолго. Се надевам дека во нареден период од месец дена ќе ги завршиме овие формалности за да може да влеземе во фаза на изведба на самите бунари, да може да веќе да поставиме пумпи, да ја користиме таа вода, да ги поставиме системите за наводнување. Планирани се системи за наводнување во самите жардинери на булеварот Трета Македонска, Октомвриска револуција и зелените појаси кои што ги имаме на улица 11 Октомври и булеварот Октомвриска револуција. Така, за разлика од несовесните граѓаните нели со ниска еколошка свест, постојат и граѓани кои што редовно ги плаќаат сметките за ѓубрарина, за смет, но за жал живеат во оние потесните улички, да кажам, во градот или во населбите и нема, да кажам, редовно изнесување на смет. Дали е тоа можеби поради мал број на возилата со кои што располага јавното предпријатие, бидејќи реално во тие улички голем камион не може да влезе. Така, значи јавното предпријатие располага со 17 возила автосмеќари кои што собираат смет. 13 од тие возила се големи и не се во можност да влезат во потесните улички. Значи за тие потесни улички ние користиме 4 помали возила и најголем проблем настанува кога при редовното работење тие се подложни на кварови, се работи за камиони или за возила кои се постари, имаат повеќе поминато километражи, се почесто подложни на кварови и при настанување на еден дефект, се случува понекогаш и два во ист момент да се подложни на дефект, ни треба време да ги поправиме од неколку дена, тогаш не доаме нови проблеми. Ние импровизираме, одиме на тие места и со големи камиони, па се изнесува преку контејнери, гурање на контејнери и се обидуваме да согласно динамичниот план што е утврдено во градежен реон, 2 пати изнесување, да ја запазиме таа постапка, 2 пати изнесување на сметот во неделата, во градежен реон еднаш неделно. Во изминатиот период се соочуваме со проблем од подмрзнати улички, каде што во одредени места камионите воопшто не можеа да влезат, имаше застој во тие населени места, имавме реакција од граѓаните, имавме и разбирање од страна на граѓаните за овој проблем, меѓутоа она што представува поголем проблем за јавното предпријатие е несоодветно паркирање на возила во тие потесни улички. Ние го имаме еден појас во централно градско подрачје, значи испод Соколанскиот парк, имаме некаде околу 7-8 потесни улички или сокачиња, каде што е потребно влез на помал камион. Меѓутоа, често се случува да таму има паркирано возило. И ние не сме во можност да го изнесеме сметот од тој реон на градот. Затоа веќе имаме аплицирано и побарано донација, во неколку амбасади се имаме обратено, да ако можат еве ни излезат во пресрет и да обезбедиме некои помали возила, а исто така како што истакнав претходно, еве да собереме и ние самите средства како јавно предпријатие да купиме едно помало возило за да може процесот на работа да се одвива нормално и по тие услови и тие пречки што ги имаме. Колку количество смет на дневно и на месечно ниво се собира и се депонира на депонијата Краста? Така, значи ние воведовме мерење за собирање на сметот. Во просек Кумановци прават смет некаде околу 3 тона на дневно ниво, месечно ниво околу 90 на 80 до 90 на тона. Зборувам за смет кој што го собира јавното предпријатие. Да дополнително граѓаните имаат можност, правни лица да дојдат на самата депонија, да си одложат смет кој што го имаат соберено при било кои други околности, шут, градежен шут, земја или било што друго. Тоа си се наплаќа нормално по многу ефтина цена од 0,2 денари, им е даден простор на граѓаните да ги мотивираме со таа ниска цена, да не правиме деви депонии на територија на Општина Куманово, да дојдат и да фрлат на самата депонија. Дали планираната регионална депонија ќе значи дополнителен трошок за предпријатието, но од друга страна и дополнителен трошок за граѓаните, бидејќи се извинувам, на една јавна трибина минатата година беше кажано дека сметките за ѓубрарина дека ќе бидат најверојатно ќе бидат сколемени, бидејќи нели сметот ќе треба да се носи надвор од Куманово. Така, значи со формирање на регионалната депонија, која е уште не е ниво почетна фаза,
Значи има различити размислувања, различити дилеми. Сепак тоа е процес кој ќе биде регулиран од страна на државата. Значи јавното претпријатие ќе има многу мали ингеренции во делување и утврдување на цената, на капацитетите кои што ќе се изнесуваат. Секако дека јавното претпријатие и граѓаните на општина Куманово ќе имат бенефит со формирање на ова регионална депонија, бидејќи се работи за донација. Со ова донација јавното претпријатие треба да добие некаде околу 9 камиона за изнесување на смет, 1400 контейнери, како 1400 садови за смет, што значат огромна придобивка за јавното претпријатие, за граѓаните на општина Куманово. Со самиот процес на изнесување и транспортирање на сметот во регионалната депонија ќе значи намалување на сметот на депонијата Краста, која што представува сериозна пречка за услови за живење на околните села кои што живеат непосредно до самата депонија. И го сметам како една придобивка, меѓутоа се уште тоа е во една почетна фаза и не можам да зборувам конкретно за што ќе значи, кои ќе бидат обврските на граѓаните, кои ќе бидат обврските на јавно претпријатие конкретно, бидејќи се уште се разговара на таа тема. Така. Годинава започна нов систем на наплата во јавното претпријатие Чистата и зеленило. За што станува збор по-конкретно? Значи, системот кој што го имаше јавното претпријатие за наплата беше еден застарен систем на кој наидувавме на сериозни проблеми во самото работење, често беше подложен на бришење на одредени податоци, па додека се вратат. Имавме проблеми и самиот начин на вршење на наплатата беше отежнат, бидејќи се одеше рачно. Сега воведовме еден нов систем, електронски систем, граѓаните добиваат веќе нови сметки, тие сметки можат да бидат вчитани на читачот, нема потреба подоцно дополнително внесување во системот, бидејќи автоматските се вчитуваат во системот и го немаме оној луфт временски додека одредена наплата уплатена дали кај инкасатор кој што оди на терен или во наплатен центар да се прокнижи, тоа сега се оди се автоматски, средствата веднаш се внесуваат, имаме точна евиденција кој граѓанин во кој термин точно колку плати. Бидејќи имаме наплата преку инкасатори, служби кои што одат на терен, на нив ќе им бидат дадени дополнителни читачи кои што ќе си ги носат во себе и ќе можат при плаќање на сметката да си го прокнижат преку читачот, тоа автоматски се евидентира во службите во дирекцијата во јавното претпријатие, ќе имаме точна евиденција за состојбата. Задоволни ли сте од наплатата од страна на граѓаните? Па, наплатата се движи од страна на граѓаните околу 80%, исто така и за правните лица некаде околу 70 до 80%, зашто сум задоволен, ова го зборував во неколку наврати. Меѓутоа, она што го имаме констатирано како јавно претпријатие и зашто лично сметам дека е пропуст во работењето на службите на јавното претпријатие е задолжувањето и формирањето на цена на физичките и правните лица кои што треба да ја плаќат. Согласно законот, одлука на Советот на општина Куманово, сметот на територија на општина Куманово, односно сметките за сметот се утврдуваат врз основа на квадратура со кои што располагаат граѓаните, тоа е 3 денари по квадрат, метар квадратен. И ние како јавно претпријатие од нареден месец влегуваме во еден процес на проверка на сите задолжени граѓани, подпишување на нови договори со граѓаните за тоа колку користат, што користат, колку плаќат, за да имаме една точна евиденција што граѓаните всушност плаќат и колку плаќат. Планира ли јавното претпријатие Чистата и зеленило набавка на дополнителна урбана опрема и покрај тоа што досега набавивте многу канти за отпадоци и контейнери, но секако нели не е на одмет и една нова набавка и дополнителна опрема? Значи, реално на јавното претпријатие му е потребно многу поголема опрема за работа, бидејќи се работи за најголема општина на територија на Република Македонија. Имаме голем број на жители, над 100.000 жители, има референција низ градот и навистина ни е потребна опрема за работа. Во претходен период, пред 2-3 недели, преку донација обезбедивме GPS системи вградени во камионите, возилата со кои што располага јавното претпријатие, со што многу ни олесната работата и контролата и процесот на договарање каде ќе се изнесува сметот, како оди до каде. Оно што планираме да го направиме како набавка, како јавно претпријатие е обезбедување на метлачки за чистење на централното градско подрачје, бидејќи
луѓето кои што ја работат дејност работат со опрема од 19 век, односно обични метли. Се надевам дека до почетокот на летото оваа работа ќе биде завршена, ќе набавиме метлачки. Она што ни е потребно како јавно претпријатие од опрема, исто така помали возила, ќе се обидеме да дел со сопствени средства ги набавиме, дел преку донации, бидејќи не располагаме доволно со сопствени средства. Потребно ни е исто така и еден багер за расчистување на видеви депонии. Имаме добиено од страна на општина Куманово трактор кој има поголеми механизми и опции за приработење. Тој трактор ќе се користи за процесот на аеросолизација, бидејќи досегашниот кој што го имаме не е во можност, е застарен. Ќе се користи при редовно работење на севното претпријатие, ќе има опција за вградување на дополнителен преден механизам за вградување на корпа која што може дополнително да помага при расчистување на самите диви депонии. Овој процес ние ќе го завршиме и се надевам дека за помалку од месец дена ќе почнеме да ја користиме таа опрема. Пред самиот крај на емисијата секако дека ќе го спомнеме и градскиот базен. Јавното претпријатие Чистота и зеленило менаџира со затворениот и отворениот градски базен, бидејќи има голем број рекреативци, капачи, членови на пливачки клубови кои што ги користат услугите на сега затворениот базен, во овие услови. Сигурно ќе ги интересира граѓаните како се одржува водата, колку е топла, колку често се менува. Работата на градскиот базен се одвива редовно, без некои поголеми проблеми. Температурата на водата е константно 27 степени, исто така температурата на воздухот се одржуваме константно. Имаме посета редовна од страна на пливачките клубови, односно дечињата од најмала возраст редовно го посетуваат во вечерните часови после завршување на училишните обврски. Имаме забележена и зголемен број на рекреативци кои што го посетуваат затворениот градски базен и работата се одвива во најдобар ред. Веќе ќе почнуваат и припремите за санирање на отворениот градски базен и започнување на припремите за работата на отворениот градски базен. Така, има уште многу теми за разговор, но секако дека другите теми ќе ги оставиме за некоја следна емисија. Ви благодарам уште еднаш на вашето гостување. Благодарам и на вас. Тоа беше се во оваа емисија. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Се гледаме наредната недела. Пријатна вечер.